Почитувани, факт е дека во Македонија во моментов на дневна основа, секојдневно, се случува политичка репресија, се случуваат упади во општините и се случуваат масовни притисоци и врз кандидатите на ВМРО ДПМН, и врз гласачите, и врз цели групи на граѓани. Почитувани присутни, гледаме и сведоци сме дека само денес имаме директен атак и директен упад врз општините Вевчани, Крива Паланка и Берово. Последица на тоа е се поголем револт кај народот, а причина за тоа е исплашеноста на СДСМ и Зоран Заев од поразот на локалните избори кои што им предстои. Револтот кој што ги имаат граѓаните на Република Македонија секојдневно е поголем. Истовремено, нервозата и паниката која што владее во СДСМ секој ден е се поголема и поголема. Почитувани присутни, јасно е дека сме сведоци на политичка хајка, сведоци сме на репресија од државните органи и сведоци сме на менаџирање на пораз кој што ќе се случи на 15 октомври. Владата нема легитимитет, легитимитетот секој ден им паѓа, рейтингот секој ден им паѓа. Единствената вина на градоначалниците и општините и граѓаните кои што се под удар е што отворено и јасно се спротивставуваат на режимот на СДСМ. Почитувани присутни, до сега ударите беа бројни низ цела Македонија, но никого нема да уплашат. До сега удрија врз општина Прилеп, општина Неготино, општина Штип, Кавадарци, Велес, Македонски Брод, Ново село. Претепуваат актуелни и градоначалници кои што исто така се сега кандидирани, вперуваат пиштол во луѓе кои што се исто така во моментов кандидирани. За прв пат во независна Македонија имаме убиство на кандидат на избори. Вакви работи во Македонија никогаш немало. Никогаш немало недела дена пред избори упади во општини, репресија врз гласачи и репресија врз цели социјални групи, никогаш немала ситуација каде што биле убивани кандидати или пак буквално на улица претепувани. Единствената грешка, под наводници грешка, единствениот греф на овие луѓе е што прифатиле и се нафатиле да се спротивстават на нелегитимна, непопуларна и од народот осудена влада. Почитувани присутни, за сето ова што го прават и наредбодавците, и извршителите на оваа политичка репресија, ќе има одговорност. Да внимаваат да ги следат законите. Во моментов се случува масовно беззаконие со упадите во општините, се случува масовна политичка и партиска репресија, која што личи на 1948 година, но ова нема долго да трае. Напротив, ќе трае многу кратко и оваа влада ќе биде едноставно црна страница во македонската историја. Црна страница во македонската историја, но сепак граѓаните ќе победат. Граѓаните и народот не може да бидат поразени, ти играат на домашен терен и тоа ќе се види на 15 октомври. Ви благодарам на сите што дојдовте на денешната пресконференција.